Почетоците на воспоставувањето мрежа на бизнис ангели во Македонија датираат од 2007 година, но официјалното промовирање на мрежата на македонските бизнис ангели се случи на конференцијата што во организација на Европско-македонскиот центар за знаење и иновации се одржа во Скопје. Целта на овој настан беше, меѓу другото, да ги промовира можностите за инвестирање во Македонија и да се подигне свеста за коинвестирачките фондови кај нас и кај предприемачите, но и пошироко. Зашто всушност станува збор? Кои се бизнис ангелите? Која е нивната улога и значење во предприемништвото во Македонија? Господин Тоше Коцевски е председател на Сдруженијето на бизнис ангели во Македонија и мој соговорник во вечерашнава програма. Господине Коцевски, мрежата на европските бизнис ангели е формирана уште во 1999 година, кога од страна на Европската комисија била согледана клучната улога што тие имаат во европската економија, особено во делот на малите и средни предпријатија. Еве сега и кај нас започнува мрежувањето на македонските бизнис ангели. Еве на почетокот од овој наш разговор би сакала да ни кажете пошто бизнис ангелите се поразлични од другите, еве да речеме, фондови кои имаат иста намена да поддржуваат почетни бизниси. Ја би се осврнал само на тоа дека бизнис ангелите се поставуваат директно од во Америка во раните 70-ти години од прошлиот век. Тие почнуваат всушност да финансираат бизниси во рана фаза или стартап бизниси така наречени. Покасно целиот тој да кажам, систем превоѓа и во Европа, а нормално дека превоѓа сега во моментот и во цела Источна Европа од порано, нормално тука и Македонија со сите други околни држави. Значи, целите на бизнис ангелите во светот се да финансираат бизниси кои што се во рана фаза. Што е разликата од тоа финансирање со финансирањето на другите модели во инвестициите? Разликата е во тоа што бизнис ангелите финансираат модели од самата идеја, кои што се доста рискантни, со тоа што тие не само ги финансираат, него и ги помагаат со известен ноу-хау за да испливаат и да бидат нешто понатомо во бизнисот позначени. Значи, не се разговара само за инвестиција која што е не знам во рамките на 5, 10 и 50.000 евра, него и со одветен ноу-хау кој што го допринесуваат во име на, не знам, менаџерска структура или познанство во индустријата или како да напреднат, како да запослат повеќе луѓе, како да се расшират и слично. Тоа е отприлика разликата меѓу другите фондови. Другите фондови инвестираат класично средства и тие средства се на употреба на некој кој што ги земал, со тоа што ризикот после тоа го сноси самата компанија во која што се инвестирани. На овој начин ризикот припаѓа на фактички на бизнисменот или ангелот кој што ги инвестирал тие средства. Исто така би напоменал дека постојат други фондови кои што се од покрупни размери, кои што имаат третман на, например, не знам, повеќе од 1.000.000 евра, и каде што се инвестираат во компанија која што е во развој. Таа значи веќе постигнала некој свој ниво и треба да продолжи понатаму да живее или да се развие и да или па да направи некој свој втор продукт или трет продукт и да се или да се прошири надвор во меѓународен размер. Постојат ли некои посебни критериуми за да се добие овој статус, да речем, на бизнис ангел, еве конкретно во Македонија? Кој може да биде бизнис ангел и каква е процедурата, ако може така да се каже, за да се стане бизнис ангел? Нема конкретни критериуми за тоа како се станува бизнис ангел. Доволно е да имате желба за инвестирање. Значи, дури вие не можете да бидете и бизнисмен, може да имате некоја си штедња која што сакате да вложите или па едноставно сте стекнале некакви средства од некаде као наследство и вие сакате да го вложите. Може и да не бидете бизнисмен и да не се разбирате во целата технологија на инвестирање. Значи, тогаш вие исто така можете да инвестирате. Можете да бидете бизнисмен и да управувате со средства и нормално да бидете некој позначаен фактор во некоја индустрија, со тоа што вие некој свој дел од тие средства што ги управувате може да ги посветите за инвестирање во такви стартап идеи кои што понатаму би ви донели некаков профит.
генерално бизнис ангелите инвестираат на веќе одреден излез, така наречено. Што значи тоа? Тоа значи дека се договарате да инвестирате пари и, например, 5 или 7 години вие сте во друштвото во кое што сте инвестирале, но после 5 години тој дел ваш го продавате или на постоечкиот акционер кој што развил таа идеја, или па на некој сосема трет. Во моментов, еве, колку членови број ова здружение, односно колку бизнис ангели има во Македонија и како тие работат? Има ли нешто конкретно, да речеме, што може да биде резултат од нивната досегашна работа? Во моментот постојат 15 на бизнис ангели во здружението кој што е формирано оваа година и како што напоменавте, од прилика на база на иницијатива постои веќе неколку години, 3 до 4 години. Значи, тие 15 на ангели имаат капитал обртан од прилика од 40 милиона евра, кој што е капитал кој што они го правуваат во своите фирми. Но, зависно од идејата што се разговара, бизнис ангелите се спремни да инвестираат од прилика до полови милион евра, кои што се наменети за следната година и нормално сега сериозно разгледуваат повеќе проекти. Во моментот немаме избрано скоро ни еден проект, но веќе со 5-6 проекти разговараме, кои што по некоја процедура би требало да бидат завршени во 2014 година. Вие лично долго време сте во предприемништвото во Република Македонија, во приватниот бизнис, како што обично велиме. Па еве во оваа пригода, дали може да го кажете вашиот став, како вие ја оценувате бизнис климата во Македонија? Има ли услови за реализација на иновативни идеи? Сега и од аспект на председател на здружението, но и како долгогодишен бизнисмен. Бизнис климата ја оценувам како доста успешна, со известно мали несигурности кои што нормално постојат и на други места. Како бизнисмен лично ја оценувам дека секоја иновативност може да најде место да биде финансирана, затоа што таа кроз некое време може да донесе многу голем профит. Нормално Америка е плодното тло кое што стално наоѓа развој на нови бизниси. Недалеко е нашата ера од можда 20 на години, кога не постоеше интернет, кога не постоеше мобилна телефонија, а сега видите има огромна револуција и на мобилна телефонија, и на интернет, па и на нови системи кои што се Android или па Apple системот, кој што дава многу разни можности за инвестирање на тоа поле. Мислам дека и ние во таа иновативност, дали на софтверско ниво или подрече, или па на друго, можеме да земеме активно учество и ние сме вољни да земеме дел од тие инвестиции, да влеземе на тоа поле и да понатаму стваруваме некаков подем. Голем е бројот на луѓе со македонско потекло ширум светот кои имаат веќе етаблирани бизниси. Мрежата на бизнис ангели за сега се гради само на ниво на Република Македонија. Вие рековте во моментот ги има околу 15. Дали размислувате за некаков вид на поврзување и надвор од земјава? Тука мислам пред се на предприемачи од македонската диаспора. Дали тоа би било некој следен чекор, да речеме, што би можел да помогне во работата? Па ја би рекол дека тоа е дел од следниот чекор, но и дека дел од следниот чекор исто така поврзување со бизнис ангели во другите држави, кои што веќе го има скоро во секоја држава. Најблиска држава која што има бизнис ангели е Србија и Хрватска и Словенија. Ние бевме така на некој начин можда покасно вклучени. Што значи, наша цел е да ги поделиме исто така ризиците за било каква идеја и да се поврземе со другите бизнис ангели, што во Америка или што во Европа, и заеднички да инвестираме. Генерално да ви соопштам еден факт кој што многу значи, а тоа е дека во светот на ниво глобално 20 милиарди евра се бизнис ангелите како дел на инвестиција, додека другите инвеститорски категории се негде меѓу 5 и 7 милиарди евра. Значи, да ги тренеме инвестициите кои што значат соединување на две големи компании како што, не знам, понудија на јако да купа за 50 милиарди, тоа е се више поединечни инвестиции наменски,
од сосема други категории на инвеститори. Но бизнис ангелите само во Америка отприлike инвестираат 15 милиарди, додека во Европа се уште на ниво од негде 5 милиарди, што е доста помалце. Европа сака да го стигне нивото на тоа да инвестира во разноразни такви стартап компании како што е и Америка. И ние стално го зимаме како Европа тој пример. Во Македонија тоа е во зародиш, значи сега почнуваме, но во секој случај со таа цела мрежа што постои во Европа и во Америка, ќе направиме се да може да инвестираме во наши бизнис идеи, во македонски бизнис идеи, кои што понатаму исто така би нашле продажба и надвор. Значи, надвор во цела Европа и во други места. Добро, вие рековте дека не мора човек да е од бизнисот, не мора да е предприемач за да биде дел од мрежата на бизнис ангели во Македонија. Како вие ја промовирате на поширок план оваа идеја? И еве во основа, кој би бил мотивот еден човек што има, да речеме, одреден вишок финансиски средства да инвестира на ваков начин? Па е да земеме еден пример. Замислете пензионер кој што работел во бизнисот и има некоја си штедња која што е во рамките на 10.000 евра. Зошто не би можел он да инвестира во некоја си нова идеја која што утре за утре може да му донесе приход? Тоа е дел на целата оваа мрежа за која што разговараме. Значи, тој истиот пензионер, ако е дел од бизнисот, не само што ќе даде и средства, него ќе може да придонесе и со свој ноу-хау за развој на таа мала компанија која што сега почнува. И тоа е од огромно, да кажам, значење, затоа што да имате еден кој што ви го води бизнисот или ви го кажува, или консултанта е постар и ги поминал сите тие искуства, е од исклучително значење. Значи, ова е само една од тие, да кажем, примери. Друг пример исто така е дека работен човек кој што заштедил, зошто мора, например, да ги вложува средствата во некретнина, своето штедење. Значи, он може да добие идејата, да ја прегледа и заедно со некој друг, исто така заинтересиран, да ја подела таа инвестиција, која што е можда 50.000 евра. Што значи не мора он да инвестира во некретнина, која што е, да не кажам, мртов капитал и кој што стои и е затворен капитал. Додека дека он ги инвестира во некој поактивен капитал и едноставно после 5 години може да купи 5 станови, не само еден. Практично, значи, идејата на ова финансирање на бизнис ангелите не е неповратно да се финансира некоја иновативна идеја, туку со туѓа идеја, условно речено, се влегува во некој бизнис од кој што може да се добие одреден профит. Па не би рекол дека тоа туѓа идеја. Овде се работи за класична смисла на врзување на капиталот со некаква идеја, што е секаде еднакво. Во цел свет е врзување, некој има идејата и оди го бара капиталот. Така настана и големите системи, па и Facebook, па и може да се каже и Google и другите. Сите има некоја добра идеја и отида побара од да ја подкрепи финансиски, им дадоа чекови по 100.000, 200 и 500.000 евра и тие направи својата идеја и после тоа тие истите, да кажам, пасивни основачи што на почетокот инвестирале, они после тоа си ги продадоа своите капитали по 100 милиона евра, а инвестирале само 100.000 евра. Значи, тука идејата и капиталот се врзуваат. Значи, овде не се работи за нешто кое што значи да се плати нешто и да се спонзорира и да не биде повратно, него се работи за активна субстанца која што вие плаќате во средства или и ноу-хау, а после 5 години експлоатирате, буквално си ги продавате своите удели, па може и на берза дори, како што секаде гледаме. Во моментот не постои банка која што ги инвестира стартап идеите. И нигде не постои. Значи, стално од банка ви бараат колатерала, на хипотека да заложите, па бизнис планот, па дали ќе оди, па на крај крајва ви барат некоја тренд анализа за прошлите 3 години, како сте вие работите, што се разводи, оде бидејќи го нема тоа. Вие сте само со идеја или можда малце сте преземале нешто за кое што вие треба да почнете да функционирате после тоа. И е малце подруга системот. Значи, вие заедно со тој кој што има идејата,
го делите најголемиот ризик на успехот или неуспехот. Но замислете па, кога вие ќе инвестирате, па макар биле тоа и 5000 евра, успехот може да биде толку голем и толку значаен да тие 5 веќе ви бидат, после 5 години ви бидат 1.000.000 евра. Такви се размерите. Според вашето искуство до сегашно, македонската актуелна, да речем, законска регулатива помага ваков вид на инвестирање? Дали постојат од тој аспект, да речеме, некои олеснувања кои што можат да ги натераат луѓето помасовно да се заинтересираат за вакви инвестиции? За сега не сум сретнал во законот некои си помагателни средства кои што би можеле да ги стимулираат бизнисмените да инвестираат. Но не значи дека нема да ги земеме европските принципи и да ги примениме кај нас. Например, во многу држави, доколку имате инвестирање како бизнис ангели, онда и државата ви доделува 50% дел од такви средства. Значи, ви го говорам примерот за Англија, каде што во инвестициониот дел кој што треба да се вложи, учествува државата со 50% и другите 50% ги дава бизнисот. Но тие 50% што се доделуваат од државата може да бидат повратни, а може да бидат и неповратни. Значи, неповратни се ако бизнисот успее, со тоа што има и модел кај што се повратни, но со многу мала камата, пример, кажем, од 1% камата на 7 години. Тоа е пример кој што во моментот постои во други држави. Очигледно дека има уште простор за работа, нели така? Идејата е во секој случај за поддршка и понатаму треба да се афирмира и на некој начин да се развива. Во оваа пригода, господин Коцевски, јас би ви заблагодарила за разговорот и ви посакувам многу успех во работата. Благодарам и на вас.